Здраво, Тиво! Ова е Петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина. Здраво, Панте! Здраво, здраво! Долго време беше малце стишано. И еве сега Да. повторно во етерот, повторно на брановите, повторно во нашиот подкаст. Како си? Добра сум, супер сум, малку поодморена, така и јас мислам, секогаш имам така малку угрижена совест која ќе не немаа неколку недели, ама мислам дека сите во Германија знаат сега периодов каков е, некако колку и да пробува човек да остане смирен и без многу обврски, не знам, некако периодов нешто е во воздухот во Германија и се е многу стресно и напорно, барем за мене. За Ти тебе рече, сигурно да, како во што твојата најави бранша. со нашите нови работни позиции и функции и со тоа, со твоето сега веќе големо проектче што го имаш, вториот дел, мислам со твојот студиум, со твоите студии, верувам дека тоа не е едноставно, а ние зборуваме сега малци кариерно, ама не треба да забораваме дека и двајцата имаме своја фамилија, која што Да, си најважното. зима и свој простор или си бара свој простор и време, но верувам дека нашиот проект се останува без разлика во која форма, каква форма, од време на време ќе видиме што како. Кој што рече, времето сега е доста стресно, доста напорно, убаво, меѓутоа убаво, кој добивме првиот снег, имаше снегче падна. Имаше, да. Цел Некој си снешко стави еден се направи. некој зимница си стави. Ајварот не го направивте, Да. од година ти обеќаше, ќе правиме ајвар, ама Да, расплод го ставивте, па ќе видиме, ќе пробаме кај следната епизода, можеби ќе кажеш, ќе евоцираш спомени или вкусови од ќе видам. добро. Ќе видам, прв пат го ставаме правиме тоа, прв пат го правиме, сега имаме и повеќе простор дека сме во куќа, така да ќе известувам што како ќе биде. Ама меракот за сарма е голем. Така да денешната, ќе видиме. но денешната тема нема да ја водиме на домаќински муабет, мада муабетот си убав муабет, сладок муабет, ќе зборуваме за тоа што еве деновиве се случи, меѓутоа од страна на Министерството за надвршни работи, од владата на Република Македонија и од Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, а тоа е во изработка или во план или во проект е донесувањето на програма за згрижување или за зближување на диаспората со матичната држава. До тоа ќе зборуваме денеска. Стратегија за диаспората, мислам дека е точниот поен. Кој е точниот, да не сгрешиме, да не се наути никој. Предлог текст, национална стратегија за соработка со диаспората 2025-2030 до 2030. Национална стратегија, кој ќе се рече во нешто, се мисли доста озбилно и морам да признам дека службите, агенцијата, владата, министерството, верувам дека досега, јас сум веќе подолго време во Германија, досега ваква организација или вакви можности диаспората да биде вклучена во некои проекти или во некоја стратегија. Досега не сум доживеал и ти си долго време тука, може да кажеш дека вакво нешто не сме имале, кога сме имале отворена јавна расправа, значи имаше повик да се учествува на онлайн конференција, имаше повик да се учествува на лично присуство кога доаѓаше министерот Муцунски во Германија, во Бон, така да ова досега морам да признаам дека оди во некоја насока која што можам да речам дека полека државата или Македонија се загрижува по наводници или се труди некои работи да ги разбере и свати од страна на иселниците или диаспората. Ова мора да кажеме дека напоменеме дека не се зборува само за Германија. Значи оваа стратегија не е само за нашите во Германија, туку е за нашите во целиот свет. Мислам дека дури имаше, прочитав дека од таа иницијатива е настанато и здружување на сите италијански клубови, мислам италијански заедници, направене на се македонска заедница во Италија. Точно од оваа иницијатива, потоа имаше во Словенија веќе
како што слушнав или разбрав или прочитав, од оваа недела веќе се исто аналогно како во Германија признати македонските возачки дозволи. Така да се дешава, значи колку и да, колку и да сме критични, колку и да сме надале, сепак некои работи се движат во некоја си да речам позитивна насока за да речам за иселниците во диаспората. Да, така е. Имаш право, значи јас сум долго време тука и ти исто така и до сега немам добиено таков впечаток дека нешто државата планира или сака да се, нели да разбере диаспората, што ни треба, што не движи, нели кои ли се проблемите. До сега не сум имала таков впечаток и ова беше баш голем знак. Не само тоа што викаш, ета стратегијата нели се направи, веќе нешто значи конкретно што се представи и што нели во идното време, во идните месеци се надевам нели ќе се дефинира. Туку и општо последниве месеци имав чувство дека некако погледот од Македонија и кон диаспората и кон нашите потреби и кон тоа што ни треба да нам тука за да се чувствуваме нели добро надвор од матичната држава и да изградиме подобри врски со неа. Тоа беше нели и не знам дали ја пополнити таа анкета, зашто беше исто многу голема анкета се направи за не знам точно како се викаше, ама задоволството на нашите во диаспората. Мислам дека спомнаа околу 1500 луѓе пополниле таа анкета, така беше добра и опширна и мислам дека и тоа било и како основа меѓу другото за да се направи таа национална стратегија. Освен таа анкета, нели беше и министерот Муцунски тука во Германија на отворен диалог, каде што сите наши тука беа поканети, не само здруженија или нели клубови, туку и приватни луѓе, општо било кој што сака да си оствари некаков контакт или да влезе во диалог со министерот во некоја релативно неформална рамка што беше баш пријатна и ја бев таму си направив мовет со него и општо си се видов со многу драги луѓе со кои што онака си нели се задружиме. Тоа и исто така имаше и на почетокот, односно на пролет имаше и конкурс за проекти од диаспората кои што беа поддржани од Министерството за надворешни работи. И тука на ова место да се пофалиме дека и нашиот подкаст, дека и нашиот подкаст беше еден од добитниците и со радост може да кажеме дека Министерството за надворешни работи ни даде финансиска поддршка за подкастот. Многу сме благодарни за тоа, бидејќи почнавме многу и уште се тераме многу аматерски, ќе кажам, и за сите чекори ова многу не значи така некоја официјална институција и не само било која од Министерството на надворешни работи да не види, да не признае и да не поддржи, навистина многу не значи. Точно така, Марина, како што рече ти, нашиот проект кој трае се уште и ќе трае долго, до кој знае кога, се поддржа, го поддржавме или го поддржаа со Патар Никола. Целото тоа е символика, меѓутоа таа символика значи нешто, али без разлика ние понатаму продолжуваме на тоа дека ќе бидеме отворени за секакви дискусии и дилеми и секако дека и критички ќе ги согледуваме работите тоа на погрешен план. Меѓутоа ова што сега моментално се прави, како што рековме двајцата, досега вакво нешто немало. Што ќе испадне на крајот ќе видиме. Јас ви кажам искрено, за мене го правевме тој мовет за пасошите го правевме. Јас се запрепастив бидејќи не знаев дека е таква ситуацијата, добивањето или враќањето на македонското државјанство. Речам таа повластица која што сега моментално ја имаат, да речем, македонските граѓани за добивање на двојно државјанство,
таа повластница пред 20 години, кога јас го вадев, да речем, германското државјанство, не постоеше. Значи, јас морав да се откажам, сакал или не ќев, морав да се откажам јас од македонското државо, за да можам да добијам германско државјанство. И сега ти ме информираше, баз, ти вика 2 години трае дека го добиш македонско државјанство. Така тоа е ново нешто, значи сега дека нели ново е тоа што Германија дозволи двојно државјанство за Македонија и Германија, така да сега почнаа луѓето да поднесуваат за враќање на македонското државјанство и тоа се проценки и изјави од институциите, нели од МВР или од амбасада, не знам sejedno, дека трае долго, дека може да трае стварно многу долго и ама мислам дека до сега уште никој го нема вратено, мислам официјал од како се донесува во Германија, така да со текот на времето ќе има нели повеќе искуства и ќе може подобро повеќе нели посигурно да се каже колку време ќе трае тој процес. А сигурно, мислам и се надевам дека дел од стратегијата ќе биде оптимирање на тој процес, бидејќи тоа беше едно од најчестите прашања, мислам, што му се поставија на министерот Музунски кога бевме во Ратинген, мислам дека беше во НРД, како и да е. Се надевам дека тоа ќе биде дел од стратегијата и лично ме засега, нели сме збореле дека јас прва прилика ќе си поднесам да го вратам државјанството, исто и јас како тебе мора да се откажам пред 11 години. И така, меѓутоа, нели добро, тоа нема секако да биде единствен аспект од стратегијата, туку има и други работи што не засегаат како диаспора и што не поврзуваат со Македонија. Меѓу другото, слушнав дека, мислам, беше изјавено дека се планира и некој закон за диаспората, што е што е потребен, бидејќи диаспората брои 700.000 луѓе, значи 700.000 македонци има во странство, тоа се стварно многу и тоа мислам дека 1/3 се во Европа, или ете 1/2 дека бидат некои бројки од различни извори, имаше различни бројки, така да не за тоа не сум баш сигурна, како и да е, многу луѓе се и треба тие врски, односи и проблеми да се регулираат во закон. Да, точно. Самиот факт ти како што рече, че таа бројка, овој пат ти си со бројките. Ја со оваа мене бројките ми се преку глава сега моментално. Па ти ја превзема улогата на статистичар и бројкаш, ја? Така да ама самиот впечаток или па речем, јас ти сме малце подолго во Германија и верувам дека се сеќаваш на времето кога сега можам да речам скоро на секој околу мене, на секој да речем 100 километра има македонски клуб или македонска црква. Порано беше у Мајнц, таа била во секогаш, потоа имаше во Дортмунд, Берлин и тука заврши приказката, така мислам дека беше. Сега веќе Триер, речи го, Тизелдорф, Ханофер, доле Штутгарт, Минхен, Калсруе, Хамбург, значи припремајќи се вака на пример за емисија денеска што малце и така да речем ad hoc ја направивме, како што пишав денеска во групата Breaking News, ad hoc ја направивме, си размислував, викам, ова ќе испадне на крајов Македонија ќе донесеме у Германија. Значи, кога да речем, сега ќе одиме за Кавадарци, или ќе одиме за, фактички одиме за Карлсруе, или одиме за Штутгарт, или одиме вакво во нашиот клуб, во нашите еки македонската, понекогаш и така се осеќам, например. Имаш некои пријатели, кај ќеш ваму ќе одам ке овие, чекај сега и кога тоа исто кога дојдеш за Струмица, трнав за Струмица, ваму трнав за Штутгарт. Не? Така некако си го споредувам со целото тоа, привидејќи, како што спомнав, ја мислам дека повеќе наврати спомнав, се сеќавам на времето, овакви хали полнеа Југославија. Значи, цела Југославија, хала ти полни. Сега полниме хала само македонци. Не? Хали само полни македонци. Да. И така. Морам да признам, и морам да им закажам благодарност на членовите на сите тие одговорни кои што се во клубовите,
кои што целото тоа го иницираат, го поддржуваат, работат, се трудат, например, македонската заедница или македонските граѓани кои што се во тие градови, сепак од време на време да се здружат, викендче да си направат игрорна група, па и театри, па и ова и она. Ја не се сеќавам дека пред 5 години, например, да се сеќаме на поблиското минато, не да речем пред 20 години, 25-30 години, пред поблиското, пред 3 години, кој ќе размислиш кој беше од македонските пејачи, глумци, стандаповци и сите работи тука. Никој. А денеска зборуваме за звезди како Каролина Гочева, Владо Јаневски, Сите ми дојдоа, сите сите дојдоа, ми сите ги дојдоа, видовме. да. Ја верувам дека Денес е хаос во Дизелдорф, иначе да. Ја верувам дека сум многумина од нас, доколку биле во Македонија, немало да отидат на вакви концерти, отколку се тука. Затоа мора да признам. Така е. Да. Тоа Тој аспект сме го збореле и стварно е многу важен и многу лично многу уживам во тоа ново движење, што често го збориме, тоа е дека нели се организираат разни настани за сечи вкус од различен карактер, не само нели собиранти со музика, туку и концерти, и стендап и секакви други работи. Тоа мислам си го организираме ние, нели македонските здруженија, клубови, како што кажа, има многу посветени кои што за тоа мислам дека тоа не е нешто многу профитабилно, туку го прават од мерак, од кејф, од желба да се пренесе македонската култура, да се одржи нашето и да не се заборави од нашите деца. Тоа сме како сами си го правиме нормално, убаво е сега и матичната држава Македонија што го гледа сето тоа и што го поддржува. Во таа национална стратегија мислам дека ќе има и многу други аспекти, како финансиски аспекти, за инвестирање во Македонија, за деловни соработки. Сум стварно многу така гешпант да видам што ќе донесат на крај. Едно што многу го кажа е дека заинтересирани се за изучување на македонскиот јазик тука во Германија, значи за организирање на македонска настава и дека на многу наши дружини им треба помош, значи организацијска помош за такви проекти. Еве, например, кога приметуваме по социјалните медии што вакво е, по социјалните медиуми што се објавува, веќе во скоро секој поголем град, каде што, например, бројот на, да речем, македонските селеници е во поголем број, каде што постои, да речем, и поголем наталитет, поточно млади, значи деца каде што постојат во школските, вакво е дека луѓето самите, дека македонците, дека ние фактички се организираме таму и бараме врз основа на законската регулатива која што тука е дозволена и секако се подразбира со помош на, да речем, на македонското министерство за надворешни работи, со Министерството за култура и просвета се доставуваат, мислам дека тука се доставува и учебници се доставува и мислам дека а како беше со професори од оздолу, така ли? Или? Да, од Македонија. Значи, тоа е сепак сигнал дека кога некој ќе ти достави, ќе ти стави кадар на располагање, битното е само ти да кажеш, окей, јас имам потреба во склопот на, да речем, на таа квота која што треба да се исполни, бидејќи германците бараат квота која што треба да речат, окей, толку деца имаме во школото и доколку ја се исполни таа квота, се дозволува да се отвори таа паралелка. Па да речем, например, истото се дешава и како и клубовите, значи во секој поголем град или во секоја поголема општина каде што да речем во поголеми глави, мислам дека веќе во некои од школите каде што се таму постои македонска паралелка, не паралелка во смисла да се учи цело време македонски, туку да се учи македонскиот јазик како, да речем, наставен час македонски. Да.
Да, така, ама до сега кој што гледам по групите, нели сами се организираат на некоја веќе некоја група родители, на некој клуб ќе му текне да почне да се распраша, нели во одделот за школски нели работи, на градот да прашаат, па да организираат просторија и така натаму. Тоа до сега ето така во приватна рака некако се одбивало. Реално не ни знам дали може тоа скроз да се пренесе на институција како на Министерство за надворешни или слично, ама сигурно да, се надевам дека ќе има некоја помош и од таму. Добро, ама битно е на пример да има иницијативата. Ако има сега замисли на пример да има иницијатива, еве на пример се собираме 5 души, 20 души, 30 души, 30 родители имаат 30 деца. Океј, одиме ќе ни дозволат. Квотата е таа, 30 деца имам. И сега на пример ти одиш према државата ми го служи, ние имаме потреба за и држава вика чекаме сега, мене не ме интересира кои сте вие, тргајте ваму таму, пишете си вие сама азбука. Овдека ситуацијата е сосем подруга. Не? Тука имаме, се здружуваат, се дава, се дозволува и потоа не верувам дека не верувам, туку мислам дека патот беше понатаму они стапот во контакт со, да речам, со Министерството за образование и култура и овие им ги доставуваат потребните материјали и да потребниот кадар таа дури. Така мислам дека беше тоа во което. Иначе, да, иницијативата е во секој случај од нас, да речам, почнува. Ја? Не? Еве, например, ја не сум имал на времето потреба, оти ни у околината бевме 5 души македонци. Оди 5 души ќе режи, че кој си ти, шо си, кој си, како си. Ја не Чаушевски, не, че Шмидт, не си Шмидт, окей, друга врата. Не? Ама сега ситуацијата е подруга, сега сме веќе паѓа зборуваме за поголем број на луѓе, поголем број на македонци, поголем број на деца кои што се вакве и од таа насока државата си ја врши својата работа. Ама, ја, така да, Ќе тоа видам е. како е, реално ги следев и коментарите под објавите за националната стратегија и општо вака до сега некогаш имало некои такви постови кои да што би требало да што би треба едноставно Македонија, што посакувате како нели како диаспора, како луѓе што не живеат во Македонија и 90% од коментарите се малку како песимистички, како не бива, не ја бива државата, затоа си отидовме и не веруваат дека нешто може да се смени. Дел од нив мислам дека имаат очекувања како дека треба Македонија нешто да направи за ние сите да се вратиме во Македонија. Не знам тоа колку е реално, бидејќи нели диаспора секогаш имало и ќе има во секоја држава има нели иселеници, не може сите да се вратиме, секогаш нели има движење, нели фала Богу за глобализација и се останато. Ама мислам дека е многу добар тајминг, бидејќи моментално нели во Германија не е ситуацијата многу сјајна и многу сакаат да се вратат. И се враќаат и без некои гаранции од Македонија дека нешто се сменило или било какво барање Македонија да осеќа обврска, да некако да ги прими или да ги не знам нешто посебно да направи за луѓето да се вратат. Така да мислам дека ако веќе целат кон тоа да се вратат што повеќе луѓе од Германија во Македонија, сега е истинскиот момент, мислам. Не било вака, што знам, песимистички. Ти што Ама од друга мислиш? страна, Марина, да зборуваме реално. Например, некој кога ќе напуштиш државата и сега, например, окей, го правиш искуството и викаш, окей, не можам вакво ето. Се враќам назад. Не можам ја да очекувам сега, окей, бев тука, пробав и сега се враќам назад, па дајте сите светци помагајте ми доле. Тоа мислам малце и тоа зборуваме сега веќе во социјалниот систем. Проблемот е, например, да земе германската емиграција. И германците имаат емиграција. Така го гледаме, например, еве таа има и емисии. Има емисии. Goodbye Deutschland, или ги речета Хопса за успеал, не успеал, пропаднал, Мајорка, кафичот му пропаднал, па се знае. Маците ќе офатат. Ја мислам дека тука би требало да бидат, можеби, да не зборуваме, па социјалниот систем во Германија е доста сигурен и да речем, кај да си, ако си германец, германска држава нема никош да достави на цедило. Ако одиме на таа база, мораме да видиме реално дека македонскиот социјален систем не е на ова ниво како што е тукашно. Не можеш да очекуваш сега, на пример, си
пропаднал, на пример, у Германија си пропаднал и се одиш дома и ќе живееш доле од социјална помош. Знаеме каква е по социјалната помош доле. Точка. Не, да, мислам дека кои да се враќа од Германија, мислам дека таа опција Ја, не ја зема предвид, мислам бидејќи дека стварно не е сигурно. мислам дека тоа треба да води на повеќе, на пример. Ти кога одиш, еве на пример, јас од моето, па еве и ти од твоето искуство, на пример, ти си дошла тука и со какво искуство, и со какво знаење, или со какво сите тие работи со тоа си го стекнала. Ко прво и основно. Второ и основно, тоа знаење, доколку нешто си научила, нешто е паѓаш, и да пропаднеш тука, и да пропаднам тука. Ако би се вратил во Македонија, сигурно би врз основа на тоа искуство што сум го направил тука и тоа знаење или тоа, верувам дека во Македонија би можел со тоа што, да речеме, ете, завршил шумарски инженер, толку менаџирал ваму, значи со тоа искуство што сум направил, можеш во твојата матична држава да помогнеш сепак и самиот, ама и на заедницата да некако си го најдеш својот пат врз основа на тоа што си го преживеал тука или што си го сработил тука или што си Да, го да, тоа е и така, не? ама тоа е вака еден аспект, на пример, од ете кариерно или тоа што е во твоја одговорност, во твоја рака, што можеш стварно активно да го да влијаеш. Ама за жал многу работи што се многу важни и во Македонија и надвор од Македонија не функционираат како што треба кај нас. И тоа е баш тоа што многу нашници во диаспората го сметаат како недостиг, а тоа ете, нели дури да си ќе си отвориш фирма нешто или ќе се вработиш некаде во Македонија, тоа е во твоја рака, во твоја одговорност. И тоа ќе се случи, не дај Боже, него ќе се разболи, нешто ќе се случи и тука ќе се соочиш со здравството, нели? И големата разлика меѓу тука и таму, нели, приватно, државно, знаеме сите што се случува, чекање, хаос и слично, посебно за луѓе што не се од Скопје. Навикнати од тука, од некој систем кој што тоа никако не го дозволува и се враќаш и малку шок те мава. Да, точно, ама сепак сето ова верувам дека паѓаш, сето ова што тие работи можеби и нема да ги корењите, да речеме, ако се почне да се сечат корењата, не знам кај ќе стасаме, до кај ќе стасаме. Меѓутоа факт е дека доколку неуспешни е дека без разлика дали се во Германија, дали се Америка, дали се Австралија, сепак постои тоа место, за пример. Постои тоа, како е таа дори понекогаш ја исто најце си го правиме, викам сега ти кошо рече, значи ситуацијата во Германија, да, се е во ред, ваму таму не водат некако, ваму таму не тераат ваму таму, меѓутоа приметуваме дека од, да речеме, од месец до месец, па и последните години наназад, политичката ситуација врз основа на тоа целото се сменува. Така да во не дај Боже, секогаш 1800 километри Да, јужно. нормално, да. Затоа и ние лично, јас лично не осеќам никаков притисок. Нешто тука, ако дури тогаш нели кога беше малку по неизвестно со војната со Русија и сите тие работи, како да нешто како ќе се прави, нема да се го стрес, дека знам Македонија не е бега, нели, таму се моите, таму имаме се. И секогаш дека Ама кога се водат дискусии за враќање во Македонија и за што треба да се направи, тоа се клучните работи: здравство, образование, сигурност, нели, мислам, сигурност на улица, може во Велес, не знам тоа, има. не, да, добро, ама во Скопје стварно веќе станато, не знам, стварно неубаво. И Да. тие се тие неколку аспекти што би требало да се поработи на нив за да се привлечат што повеќе наши назад. Мислам дека чекорот е правилен, чекорот е исправен. Задоволни и незадоволни ќе има секогаш. Значи, секогаш ќе има тие што ќе речат, окей, тоа пасува за мене, други ќе речат, за мене не, може поише, може вакво е да биде, може ова, не сум задоволен, че секогаш ќе го има вакво е, битно е да има некое движење, да има некоја акција, да има некоја целото нешто да се работи на целото тоа. Ако да речем
така како што беше досега, окей, беше окей, меѓутоа дали го имам, дали го немам, не е битно. Меѓутоа сега со ова целото верувам дека, пак ќе речам, кога ќе добиеме на црно на бело тефтерот, кој ќе го добиеме, кој ќе го отвориме, кој ќе прочитаме што стои внатре, тоа ќе можеме поконкретно да кажеме. Сега моментално можеме само да кажеме тие желби, например. Мене желбата ми е да биде побрза постапката, бидејќи Панчо Чужевски пред 25 години, не, извини, 28, 3, не, 32, 33 години, 33 години ќе правам до година, бил доле и со едно копче може да го најдат до секое време де кога бил роден, кај бил роден, кој му татко, мајка, ти реков, ме рече сидите работи и те рече, чекај се, вој стварно, па стварно тука го родили. Да, спомнаа баш гледав на вести тоа што нели се представило и кажа дека предвиден некој систем за услуги 24/7 дигитално да иде се тоа, што би било стварно многу леснувачки. Имав сега баш една клиентка која што поднесуваше, нели, за македонско државјанство во амбасадата и нели треба документи од тука преведени, јас за тоа и преведував, платни листи и така натака. И сега, значи, она е тука, во Германија. Поднесува тука, во Германија, за враќање на македонско државјанство, а преводите, што исто така се од тука, треба во Македонија да ги завери. Значи, на нотар да ги завери во Македонија. И сега тоа не е, нели, тоа не е нешто што ете, за казна ни е на нас направено, па нешто министерството или амбасадата да кажат, ете, сакаме да ме мачиме, па ајде, шетете наму натаму. Не, тоа значи преводите треба стварно да бидат заверени. И се прашувам зошто. Значи, кога веќе јас имам печат и решение од Министерството за правда, значи таа институција треба, која што ми го дава мене тоа областување, треба да ми верува и општо целата, нели, држава да ми верува дека тоа е мој потпис, мој печат и дека кога преводот е нели тематски формално точен, да ми го прифати. Ама не, значи секој превод треба да се завери во Македонија, тоа стварно никогаш не го разбрав зошто, тоа во Германија, например, не е така. Тука печатот ми е исто, нели, дека јас сум овластена и во двете држави. Тука секоја институција ми го прифаќа печатот. Еднаш има случајно во некоја во, не знам, далечниот Баерн, таму се малку и посебни, некоја институција за признавање на медицински дипломи. Они бара преводот од тука мој да се завери, тоа беше единствено искуство. Ама тоа, например, стварно е многу мачно за како да се организира тука. Значи, како да се организира, јас да... И сега, например, јас ги преведувам и она организира некој, ајде иде во Македонија, ќе ги заверим. Ги враќа. И она може нема да стигне дента да оди во амбасада, тука ги стигне за недела, 2-3. Имаме обврски сите. Додека да стигне, поминал е месец додека да го средила тоа и, значи, на неа веќе не и треба уште еден превод за последната платна листа, која веќе се вртиме во круг, значи тоа е кошта пари и време, нерви, значи тоа дефинитивно треба да се среди, да се оптимира, бидејќи најмногу во тој случај најмногу ќе се исплати, окей, идам во Македонија поднесувам. Нели? Кога сум веќе таму ќе се избркам и нотари и се, а не од тука да направиш можност да може од тука да се поднесе, ама од се од околу да биде комплицирано и фактички невозможно. Мислам дека тука чекорот ќе биде доколку државата или без разлика би во тукачна држава, например, ги штити или е во интерес на граѓанинот. Значи, во корисникот, бидејќи на крај краишта, граѓанинот или корисникот со плаќањето на данокот ја плаќа таа цела администрација. Ама ти што кажеш, тоа апсолутно е контрадикторно на целото тоа. Значи, штитиме некои други, не штитиме интерес. Значи, има некој друг што треба, например, тие работи да ги закрка првосно, а плюс тоа и државата од тоа целото доби. И покрај тоа што граѓанинот, например, се плаќа данок, например, од целото тоа. Така да, ја верувам дека примерот што го кажа ти е апла 100%, каде што може би ќе се пронајдеме или ќе се пронајдеш ти во стратегијата. Може на некому текнало тоа,
Макведо да рече, чекай бе, како може цел свет, например, секој што е, да речем, областен преводувач во Германија, областен преводувач, значи тука, значи тоа фактички испаѓа дека они не веруваат не му веруваат на германско министерство за правда и за вакво што ги Но доделува, например. од македонско министерство за правда сме ние овластени. Јас со македонскиот печат ги дадов, бидејќи нели за македонска Окей. институција. Да, Да, значи, да. ама, Ам, значи, тука некој тоа е Да, маци не, мислам парадоксално. да, има и сега да не се лажеме, мислам германската бирократија ова се вака еден исклучок, еден пример за македонска бирократија, ама германската има 100 пати повеќе нелогични процеси, нели јас сум образован Апсолутно. државен службеник и можам значи приказно да ти раскажувам за тоа, има многу нелогични процедури што останале од памтник и уште се такви, зошто никој не ги менува, никој не знае, ете така, das haben wir immer so gemacht и тоа ќе си остане така. Значи, да не се лажеме дека Германија тука нешто може да држи лекции, баш напротив. Во секој случај, чекорот е направен од сите страни, да речем, и од страните на државата, и од страни на диаспората, не само германска диаспора, па речем, денеска зборуваме за диаспора која што е на сите континенти, на сите меридијани, на сите географски широчини и должини и височини, така да тоа е позитивно, тоа е добро. Што ќе испадне на крајот? Ко први основа ќе видиме кога ќе го добиеме документот во наши раце, Ќе кога ќе видиме. го пролистаме, кога ќе Како го и слеснеме. да, многу добри сигнали за тоа, како што кажам, многу добри знаци и Ја. а, мислам дека еден од најодговорните за цело ова движење, за цело ова признание кон диаспората е нашиот поранешен конзул што беше во Бон, Боро Мирчевски, кој што или беше гостин на подкастот, кој што за жал не е веќе конзул и мислам дека се уште го жали македонската диаспора, мислам го жали под наводници дека не е Да, ама тука, не, точно. ама Го ете, жали. он не заборави, он е во сектор за диаспората, нели, во Македонија и е еден од главните одговорните, не речам, виновници за тоа што ете нашите потреби ќе бидат слушнати и видени во Македонија. Нешто што до сега никој пред тоа не го направил. Тоа го потврдува секој тука, ние можеби го желиме, го надеваме, меѓутоа, ете, можеби долго господин Боро Мирчевски останеше конзул, ќе бевме среќни сите, ќе бевме радосни, ќе бевме угостени, ќе бевме, меѓутоа, кој што гледаме и сега функционира, не нарегуваме сега тоа на целото тоа, ама еве, од таа, да речем, одскочна таска конзул во Германија со своето искуство што го оствари он тука, со кој што ги видел потребите на оваа заедницата како диаспора, и тоа го пренесува доле и верувам дека со тоа искуство можеби настанала таа цела иницијатива, значи од тоа почнала, да речем, таа лавина да се направи нешто што луѓето ќе имаат корист за тоа. Така да, понекогаш за некого е загуба, точно, факт е, загуба, но од тоа, еве, денеска зборуваме дека имаме стратегија, а он, верувам, ти кој што рече, е стратешкиот водител или стратешкиот, можеби, креатор на целата таа платформа или на целата стратегија. Верувам, он е скромен, ќе рече, тим ваков, тим таков, вој беше со мене, друг беше со мене, тој ваков, министерот и господинот Горан Гелов како главен државен секретар во Агенцијата за иселеништво, али сепак они се носители, а другиве се фактички тоа што ги носат, што ги кажуваат идеите и на крајот на краиштата и решенијата. А решенијата влегуваат, верувам дека идеите од нас, од сите нас, секој што има потреба, верувам дека не е само кој што гледам сега, на пример, они се скоро отворени за секаква расправа или за секаква дебата со секого, без разлика дали е организација, без разлика дали е бизнис фирма, без дали е познат или непознат, така да доколку има некој, слободно пишете, кажете, објаснете им, кажете им ги потребите. Сега само не пишете таму амбасадата не работи во 8-те, у 3 саатот или вакво или такво. Тоа се протоколарни работи. Да бидеме,
ние на пример, знаеш, понекогаш и па и тука кога ќе доеш, на пример, ние се фаќаме за ситницата вакво е. Леле сега отвориле наместо 8 8:30 отвориле. Абе дајте нешто вакво е, дај нешто да бидеме продуктивни. 8:30 сат, па автобусот заправил или снег имало или ветер да се успали едноставно и за тоа отвориле. Покасно. Да се занимаваме со проблеми кои што стварно се проблеми, не? Значи, ја, не? Така да добра е дискусијата, добро е нешто што се мрдна, добро е стратегија што има, добро е што има нешто на папир, кај што може човек да ги чита и на крај краишта можеш на крајот на краиштата, кога тоа ќе го добиеме или кога тоа нема ништо да испадне, да им речеш чекаме луѓе. Еве го папирот, види таму, стои тука, пише, што сте направиле? Значи, со тоа може да ги конфронтира човек, без разлика. Значи тоа е како и алатка на секого за еден ден денеска или денот кога ќе дојде да се рече окей, што сработивте или што сакавме или што Не, мислам дека тоа е како тоа ќе биде основа за понатамошни мерки уствари. Нема да биде нешто како правно нели оформено, туку основа за мерки како што споменатиот закон за дијаспора на пример. Па тоа чекам, но се радувам и сигурно ќе има и понатаму освен овие работи што ги спомнавме и други проекти, други средби, дружби. Ние се надеваме, Ние сме ние отворени за повторно ќе кажеме, официјално ќе објавиме уште еднаш во оној момент кога ќе го добиеме тоа целото во рака, писакале и со нашиот почитуван Боро Мирчевски, повторно да си направиме муабет на таа тема. Ќе стапиме повторно во контакт, ако ни дојде пак, да, се надевам ако ни дојде пак нема да ни се да ни се изгуби и да ни се избрише снимката. Ти тикнува два пати дека снимавме. Два пати снимавме без никаков проблем се согласи да снимаме уште една. Значи, многу беше добро. До ден денес е една од најслушаните епизоди. Па и ќе го поканиме ако треба, ако не вакви господинот министер Муцунски ќе го поканиме. Што е да ние сме си отворени. Да, и он беше пријатен за муабет, да. Точно, не? За диаспората исто така секогаш се грижат нели легаси кои што ги организираат овој викенд нокаут. Јас и покрај тоа што бев многу загреана да ги видам, ама за жал нема да искочи ништо, се спремам за еден меѓу испит другиот петок, така да другиот петок нема да биде петочно во Германија, туку петочно на факултет, држете ми среќа, многу тежок испит. А тие што ќе одите, убаво да си поминете. Денес во Дизелдорф и утре во Мајнц на нокаут. Точно. Поздрав до нив, поздрав до нокаут. Епа Марина, сладок муабет, тема интересна, тема која што можеби ете ја од денес до утре ја спремивме, фактички без некои големи подготовки. Ти беше овој пат за бројките задолжена, добро заврши, да. Следниот пат ќе се стокнеме повторно со некое бројче ќе најдеме вакво, зависно од темата. Бројките се многу битни, без бројки не бива ништо. Не заборавајте, денес е петок, Black Weekend. Вајнацгелот е легнат, трошите пари, оди треба да земе плата. И до тогаш, слушате не во петочно во Германија. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус.